Целта на специјалното јавно обвинителство е да подигне тензија во Министерството за внатрешни. Обвини дополнителниот заменик министер за внатрешни Оливер Андонов. Исто така обвини дека специјалната обвинителка Јанева, заедно со генералниот секретар на СДСМ подготвува терен за удар во МВР, при што не води сметка за конфронтација за единиците во Министерството. За загревање на тензијата, тој посочи дека била злоупотребена единицата Алфи. Рече дека очекува процедурата за судските наредби да заврши до вечерва или до најдоцна до утре и да се придадат сите материјали на специјалното јавно обвинителство. За жал, дојдовме до една вистина која веќе подолго време ја гледаме, но денеска и вчера можеме да ја видиме во една многу грда слика, а се работи за покривање на неспособноста на специјалното јавно обвинителство, нивната неподготвеност и непрофесионалност за извршување на собствените задачи, како и покривање на недостатокот од аргументи за последните две обвиненија, условно кажано, кој денеска ги представија и за кој недостаток очигледно сакаат да ја подигнат тензијата во Република Македонија, посебно во Министерството за внатрешни работи. Јас ги уверувам граѓаните на Република Македонија дека простор за такво нешто воопшто нема. И Управата за безбедност и контраразузнавање, Бирото за јавна безбедност и воопшто Министерството за внатрешни работи се подготвени за соработка со специјалното јавно обвинителство, но пред се самата обвинителка Јанева треба да знае што сака, што бара и да дојде подготвена во законски рамки да добие тоа што сака да го добие. На обвинувањата на Андонов возврати техничкиот министер за внатрешни Оливер Спасовски. СЈО не прави пуч во МВР, туку извршува судска наредба, вели тој. Според него, вчера обвинители од СЈО дошле во МВР и побарале средба со директорот на УБК, но откако таа средба не била остварена, те имале средба со Спасовски, на која ги образложиле судските налози врз основа на кои треба да постапат во УБК. По првиот неуспешен обид, тимот на СЈО се сретнал со раководството на УБК и ги образложил сите законски основи врз основа на кои барале да ги добијат податоците, вели Спасовски, и додаде дека по првиот налог веќе се постапува, а за вториот се бараат технички можности за да се заврши работата. Од моја страна, како министер за внатрешни работи, беше побарано да се формира една комисија која што ќе учествува заедно со истражителите од специјалното јавно обвинителство во постапката на добивањето на материјалите и на податоците. Јас тоа го направив, направена комисија, решение кое што е прецизирано кои работи треба да ги завршат во однос на двете судски наредби кои што беа издадени. Влезени се обвинителите во Министерство за внатрешни работи, односно во Управата за безбедност и контраразузнавање. По едната наредба се постапува и тоа уште синоќ ќе информира македонската јавност. По втората наредба која што се однесува на добивање на електронските податоци, се бараат технички можности тоа да се среди и се надевам дека и двете наредби, и не да се надам, тоа мора да се заврши, двете наредби да бидат завршени до крај. Во однос на тоа дека двете лица кои единствено имале пристап на системот за следење, а не биле присутни во државата, Андонов оцени дека со тоа не е загрозена безбедноста на државата и дека тоа е согласно проценките на УБК. Околу информациите пак дека обвинители и истражители имале проблеми при влегувањето во кругот на МВР, Спасовски рече дека им е овозможен непречен пристап, но дека имало проблем со поединци во МВР кои барале од обвинителите да се легитимираат. Во врска со ова, веќе како што рече Спасовски, била поведена постапка во секторот за внатрешна контрола.